почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Сакам да ви известам дека дојдовме до сериозни индиции за вмешаност на Министерството за информатичко општество и администрација во незаконски тендери. Станува збор за наоди на профит од стотици па до милиони евра, што завршувале, според документите што ги имаме, кај неколку компании блиски до фамилијата на власт. Денеска ќе соопштам информации што упатуваат на коруптивна и криминална позадина на дел од така наречениот компјутер за секое дете, проект што се реализираше преку Министерството за информатичко општество и администрација. За ова многу се говореше и пишуваше, но ова се официјални документи што конкретно потврдуваат местени тендери, местени услови за конкретни фирми и злоупотреби на народни пари. Министерството за информатичко општество и администрација дозволило да биде избран поскап понудувач за набавка на лаптопи за учениците, иако постоел друг понудувач кој што понудил иста конфигурација на компјутерите, а разликата во цена е скоро 2,3 милиони евра. Понатаму, едно се бара во тендерската документација за набавка на компјутерите, друго стои во одлуката за примопредавање објавена во службен весник, сосема трето е испорачано. Во тендерската документација се бараат компјутери со меморија на хард диск од 80 гигабајти. Во објавата во службен весник, истите компјутери имаат хард диск со меморија од 4 гигабајти. Во реалноста, испорачаните компјутери имаат хард диск од 8 гигабајти. Има и други нерегуларности во процедурите за набавка на лаптопите, но она што денеска сакам да го нагласам е веројатниот криминал тежок над 200.000 евра. Според тендерската документација и договорот, платени се 53.000 лаптоп компјутери за учениците, но до образовните институции доставени се точно 51.979 лаптопи или точно 1021 компјутер помалку. Тоа значи дека во нечии джебови само платените, а не испорачани компјутери завршиле околу 200.000 евра. Во чии джебови завршиле над 2,5 милиони евра од разликата во цена и неиспорачаните лаптоп компјутери. На кого ова државна институција, чија што обврска е да се грижи за интересите на граѓаните, правела и други слични вакви услуги и за какви противуслуги. Јавноста треба исто така да знае дека во ова министерство има многу честни професионалци, кои не заслужуваат да бидат поистоветувани со соработниците на ова расипничка власт. Овие индици кои произлегуваат од документите, кои ми беа доставени на увид, ќе послужат во следните чекори, што ќе ги преземеме за веројатните злоупотреби во кои што се оштетени граѓаните. И благодарам. Повелете ако имате прашање. За многу скоро време во наредните наши пресконференции ќе бидат обаводенети слични вакви незаконски тендерски процедури во кои што исто така граѓаните на Република Македонија се финансиски оштетени. Освен што ќе обаводенувате вашата пред јавноста како медиумите, дали ќе, ако имате доволно докази, ќе предоставите и до институциите кои што се надлежни? Апсолутно. Ќе повикаме и државна ревизија во понатамошната наша постапка на обелоденување на овие криминални проекти. Државна ревизија во целата работа на министерството, а нормално и поднесување на советни кривични пријави до оние кои ќе бидат затегнати во криминал. Да, имате ли доволно докази, тврди докази кои што можете да ги поднесете во... Секако дека имаме, иако морам да признам дека во самото министерство и покрај тоа што постојат многу професионалци и луѓе кои се добронамерни, сепак добар дел од вработените кои што на некој начин се поврзани со кадрите на ВМРО ДПМН вградени во ова институција, ги кочат документите, ја кочат целата процедура на доставување на документите,
и голем дел од тие документи, ако можам така да се изразам, ги сокриваат или дури ги имаат уништено. Но за сите овие информации бидете стрпливи за понатамошни пресконференции. Ви благодарам.